кое што е исто така актуелно, но и важно да се зборува. На крајот на минатата недела се одржа панел дискусија "Достоинствен живот или преживување" во организација на Македонската платформа за борба, односно против сиромаштијата, по повод Интернационалниот ден за искоренување на сиромаштијата, кој што е утре на 17 октомври, и оваа годишна порака е пристојна работа и социјална заштита, достоинство во пракса за сите. Ние денес во нашата утринска тема ќе ги разгледаме, односно ќе зборуваме за податоците кои што ги носи овогодишниот национален извештај, кој што е подготвен од Македонската платформа против сиромаштија во соработка со Европската платформа против сиромаштија. На оваа тема во продолжение зборувам со мојот гостин, тоа е Сашо Јованов, кој што ни доаѓа од Македонската платформа против сиромаштија. Добро утро за вас, Сашо, и добро дојдовте. Ви благодарам на поканата. Да, актуелна беше вашата панел дискусија на крајот на минатата недела во пресред на одбележување на 17 октомври оваа година. Ние и минатата година го пратевме тоа и сите активности наставни кои што оваа платформа ги прави токму за овој интернационален ден, па така и оваа година. Ако лани мотото беше сиромавиот два пати плаќа, тоа се уште си стои. Но овој пат панел дискусијата носеше наслов "Достоинствен живот или преживување", каде што претпоставувам дека многумина ќе рече да, навистина секој ден е преживување, ако го земеме предвид фактот, поточно на информациите дека во земјава сиромаштијата расте, бројот на граѓани кои што живеат во екстремна сиромаштија со под 60 денари деневно ниво, годинава се очекува да порасне од 12.000 до 28.000 лица, односно помеѓу 20 до 50% повеќе од предкризната состојба кога во екстремна сиромаштија живееле 50.000 граѓани. Јас накратко како вовет овие податоци, во продолжение се разбира и вие и за самата организација на панел дискусијата и за говорниците, но и за тоа кое што се сподели како решение или едноставно препорака од експертите. Трошоците за храна, трошоците за струја и за домување беа главните теми и учествуваа фокус групи. Па да се задржиме на тоа. Токму така. Ние секоја година го одбележуваме 17 октомври. Можеби оваа година малце порано ја направивме оваа панел дискусија, бидејќи дел од моите колеги се на службени патувања, па затоа моравме малце пред денот, односно пред 17 октомври да го организираме ова. Секоја година, како што кажав, го правиме како и национална конференција на лица со искуство во сиромаштија, каде што ги презентираме статистиките и податоците кои што се однесуваат за искоренување на сиромаштијата или колку македонскиот народ е во екстремна или сиромаштија. Така да оваа година продолжуваме со овие три теми, тоа се трошоци за храна, трошоци за домување и трошоци за енергија. Бидејќи минатата година јас како национален координатор на лица со искуство во сиромаштија учествувам на европските состаноци кои што ги одржуваме на теми кои што веќе ги гласаме и заедно со мене уствари во ноември сега оваа година во Мадрид ќе однесам уште 20 делегати со искуство во сиромаштија, каде што сите европски земји, ако ние не сме членка на Европска унија, меѓутоа имаме полноправно членство во европската мрежа и во однос на донесувањето на одлуки кога се зборува за лицата со искуство во сиромаштија. Продолживме оваа година на овие три теми, бидејќи лани ги работевме во Брисел, меѓутоа дојдовме до заклучок дека ништо не е подместено, нити оние препораки кои што минатата година ги работевме не се усвоени и ситуацијата е многу полоша од минатата година, затоа рековме да продолжиме со овие три теми и секако за да можеме да го подготвиме тој национален извештај кој ќе биде поддршка на европскиот извештај сублимирано сите европски земји, да всушност преку овие препораки, затоа што во Мадрид ќе бидат представници и од Европскиот парламент и Европска комисија, да можеме да ги пренесеме оние пораки кои што ги даваат лицата со искуство во сиромаштија. Токму за таа цел ние организиравме повеќе фокус групи кои што вклучивме различни целни групи, односно ги вклучивме и пензионерите со ниски примања, вклучивме лица кои што немаат загарантирани своји домови или едноставно се бездомни лица или пак живеат под кирија. Ги вклучивме младите и лицата со попречено се нивните семејства, така да некако во сите овие фокус групи дојдовме до заклучок дека ситуацијата со сиромаштијата и токму на овие три теми е се полоша и полоша од минатата година, да не зборуваме постковидно, нели? Заедно со енергетската криза, покачувањето на трошоците на продуктите и за храна.
дека едва граѓаните скрпуваат со крај во текот на месецот. Токму затоа ние на ова панел дискусија покрај анализата која што направи професорот Бранимир, каде што даде реална ситуација колку сиромаштијата до крајот на годинава ќе порасне, ние ги пренесовме значи сите оние пораки кои што беа на фокус групите, дадени од страна на пензионерите, од страна на младите и од страна на лицата, семејствата со попреченост, така да токму овие препораки се надевам дека кога ќе биде финализиран извештајот, ќе бидат доставени како и секоја година. Ние правиме декларација на лица со искуство на сиромаштие и доставуваме до клучните министерства. Овој пат за тоа беше повикан на панел дискусијата и вице-премиерот, затоа што сметавме дека токму од прва рака мора некако државните институции, односно носителите на одлуки да ги слушнат пораките од сиромашните. Така е, фокус групите се апсолутно тоа кое што треба да даде сликата за тоа како стојат работите во нашата држава кога зборуваме за сиромаштијата или за тоа како преживуваат граѓаните од ден на ден, и младите се апсолутно една фокус група, првенствено заради тоа што младите се еднината, второ заради тоа што живеат затоа што се млади и сакаат да имаат убав живот, а она кое што е пораката од нив, поточно како резултат од интервјуата и од анализите, поточно анкетите и она што се употребува за изработка на националниот извештај, се вели дека за комотно живење младите работат на 2 или 3 работни позиции. Ако работат на 2 или 3 работи, тогаш прашање колку време им останува за нив, колку време им останува доколку студираат и да си приуштат дополнително нешто што би им причинувало на нив лично задоволство. Се разбира дека лично задоволство има и треба да има. Токму така, во фокус групата на млади кои што ја одржавме, имаше и млади кои што веќе самостојно живеат, односно не живеат со нивните семејства и веќе се во работен однос завршени нели студии, меѓутоа имаше и млади кои што живеат со нивните семејства и сепак студираат, токму за да го пружат тој на некој начин поквалитетен живот кој што они имаат потреба како млади луѓе, дека секогаш работат 1 до 2 работи. Најголема нели вклучување на младите на пазарот на трудот се кафулињата или ноќните клубови, меѓутоа и она онлайн работа во изработка на веб дизајн и така натаму и така натаму. Значи, иако заработуваат, кажуваат дека не им стигнуваат нели финансиските средства, се е поскапено, дури имаше изјава дека кога одат или во ноќни клубови или кафе барови, дека веќе се поделени цените на поскапи пијачки и поевтини пијачки кои што би можеле они да се го дозволат, меѓутоа многу ретко искачат затоа што јавниот превоз не е адаптиран за нивните потреби, такси превозот е скап, затоа гледат значи ретко да испаѓаат, а повеќе нели да работат. Иако тие студираат и работат по 2 до 3 работи, а еден од представникот фокус групата младо лице кажа дека спиела само 1 час за да може да дојде тука, а потоа треба да оди на предавање. Така да и младите како млади сепак не ја гледат екзистенцијата надвор од нивните семејства, барем тие што живеат со семејствата, бидејќи имаат голема поддршка нели од семејството, не осудувајќи се да живеат сами, а пак тие што живеат сами, значи како и оние традиционални семејства гледат да ја користат поевтината струја, пазарот од поевтините маркети, гледат значи колку што е можно поекономично да завршат во текот на месецот, затоа што сепак нели им треба за преживување. Она што најмногу остави впечаток дека сите кажа и се изјаснија дека живеат под стрес, затоа што секојдневието не знае што им носи. И она кое што е најбитно е дека нивната препорака е вклучување на младите во креирање на политиките кои што ги носи државата, односно политики кои што се засегнати младите и треба да има нели представници кога се носат овие политики за да изворно кажат тоа што навистина им е потребно за еден нормален и квалитетен живот. Да, а ова кое што сега се случува е далеко од квалитетен живот, ако треба да се работи 2 до 3 работи, ако се намалува и времето на сон, и тука апсолутно тоа влијае и на нивното здравје и продуктивност која што треба да имаат како млади. Бидејќи ја сменавме фокус групата на младите, ќе ја сменеме и фокус групата на пензионерите, кои што
каде што примателите на пензија велат кратат за да може да го преживеат месецот од први до први, а таа распределба понекогаш не е доволна и навистина нивна делот нели кое што тоа го кажуваат е дека имаат проблем со преживување на месеците. Токму така, значи имаме ние приматели на пензии кои што се од 11 до 14.000 денари. Првото оно кој што го прават ги плаќаат режиските трошоци, ги набавуваат лековите затоа што секој од нив има нели одредена болест и се оно кој што останува за купување на храната. Кога одат во маркет, тие не го гледат поквалитетното, не го гледат најевтиното. Да. Кога станува збор за месото, кажуваат дека можеби и без него се преживува во текот на месецот, меѓутоа доколку се купи, тоа се распределува за повеќе пати за да има нели за повеќе оброци. Имавме пензионери кои што се приматени на пензија, меѓутоа немаат сопствени живеалишта, односно живеат по кирија и за нив е исто така многу тешко затоа што изворно да кажам летно време гледат колку што можат да повеќе заштитат на електрична енергија за да можат нели да ги приуштат сите останати работи и дека летно време стават вода во пластични шишиња да се топли за да можат навечер нели да се истушира, за да не трошат се повеќе енергија, за да им остане нешто на страна доколку може да им остане на страна. Значи сепак како пензионери не водат сметка за квалитетен живот, него водат сметка само да преживеат во текот на месецот. И затоа сметам дека сите оние препораки кои што ние ќе ги дадеме заедно со овие извештаи кои што се во анализата треба да ги има во предвид државата, затоа што сметаме дека линеарното покачување на пензиите по нивно барање да можат нели да си ги извршат своите должности како пензионери, како граѓани за да имаат во текот на месецот. Дури во некои државите се смета доколку на пример ви се расипи фриждер или електричен шпоред, доколку во моментот немате пари, сте во сиромаштија, тие кажуваат дека штедат за да ако евентуално нешто им се расипе за да може да го поправат или да купат ново. Меѓутоа она кој што е многу битно е дека понекогаш овие штедења се однесуваат и за редовни контролни прегледи, затоа што дел од нив гледаат колку што може да ги одложат тие редовни прегледи, некои не били на 5 години прегледи затоа што едноставно не им остануваат финансиски средства до крајот на месец. Значи се одражува во сите сегменти на животот и практично тоа не е живот, туку животарење. Животарење, секако преживување до крајот на месецот и секоја година се по фрапантни анализите и податоците кои што ги добиваме и сметам дека навистина треба, значи решавањето на сиромаштијата не е прашање на оние кои што се во сиромаштија, меѓутоа е политичка одлука кога и како ние со какви мерки можеме да придонесеме да оваа група на граѓани навистина излезат од екстремна сиромаштија. Да, рековте дека од минатата година, оваа година се уште полоши податоците или резултатите кои што се добиени во овој национален извештај, а пак прогнозите се уште полоши. Ако јас споделиме изјавата на Јовановиќ кој што е економски експерт и е дел од авторите на студијата која што споменавме, вели до крајот на годинава ќе имаме вкупно 510.000 граѓани што се во умерена сиромаштија, затоа што таа група ги вклучува и оние лица кои живеат во екстремна сиромаштија. Да. Тоа се сите што имаат помалку од 200 денари на ден, 1/4 од државата, односно малку повеќе од 1/4 од државата ќе живеат во умерена сиромаштија само за преживување. Се спомена и препораки, а тоа е за ублажување на бројките, вклучувајќи го тука замрзнувањето на цените на подолго време, како што вели Јовановиќ, барем на половина година за да се стави инфлацијата под контрола. Точно, значи самата инфлација дополнително придонесе да овие големи бројки се зголемат. Токму и од негова страна, како и од барањето на пензионерите, една од препораките беше линеарното зголемување на пензии, дека и потоа замрзнување на цените на оние продукти кои што навистина се потребни на подолг рок, не на пократок рок, затоа што сепак кога зборувавме за темата трошоци за храна, и тој стрес кој што се предизвикува и кај младите и кај повозрастните е постојаното покачување на цените на одредени продукти и купувањето на наосновни продукти колку што кажавме да се задоволат сите овие потреби. Токму овие мерки треба да и представникот од владата ги слушна и сметам дека навистина ќе се преземат
сите оние препораки од анализата меѓутоа од националниот извештај. Имаат ли слух досега за сите она кое што го препорачувате? Па како што кажав, решавањето на сиромаштијата е политичка одлука, токму затоа сметам дека е одреден број на гарнитури и влади кои што поминале, сепак ние работиме од 2011 година. Сите оние декларации, сите оние препораки кои што ги даваме, понекогаш се успеваат, понекогаш не, дури понекогаш не се гледат сите овие извештаи и препораки кои што се добијани. Ние сме тука на терен за да ги решаваме проблемите заедно со сите останати организации кои што се дел од македонската платформа, меѓутоа зборуваме и на европско ниво како дел од европската мрежа за борба против сиромаштија. Токму затоа сметам дека отвореност на награѓањето и вклучувањето на сиромашните во сите креирање на политики ќе дадат резултати, не мерки кои што навистина понекогаш ги облажуваат овие удари, понекогаш не се во својство на сиромаштите, така да креирањето на политики пак ќе кажаме одлука на државата колку тие смета дека треба да намалат сиромаштијата и како во сиромаштијата ќе падне или ќе се зголемува. Да, токму и дел од изјавата на вице-премиерот Бетики беше дека всушност ова е одраз на пост-ковид кризата и економската криза која што се појави со тоа, но верувам дека ќе имаме прилика и можност да зборуваме за како се тоа ќе се одвива во иднина од страна на активностите на македонската платформа против сиромаштија. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.